Состојбата во училиштата станува загрижувачка. Околу 70 ученици и повеќе од 170 наставници се позитивни на коронавирусот. Голема е бројката и на оние кои се во самоизолација. Повеќе од 1000 наставници и ученици имале контакт со позитивен на коронавирус, па се изолирани дома. И покрај загрижувачките бројки, надлежните уверуваат дека состојбата ја држеле под контрола и не гледаат причина учениците порано од предвиденото да заминат на зимски распуст. Од ВМРО ДПМН денеска предупредија дека во исчекување на пикот на пандемијата зимскиот распуст треба да започне на 15 декември и да трае до 21 јануари. Предлагаме зимскиот распуст да започне на 15 декември во 2020 година, а да заврши на 21 јануари 2021 година во ден понеделник. Така и учениците и наставниците би го избегнале пикот на епидемијата, кој нема веќе реден број, а министерката ќе има време да го слушне гласот на наставниот кадар, родителите и учениците. Министерката за образование Мила Царовска пак смета дека нема потреба од предвремен распуст. Согласно календарот кој што е објавен на бирото, како и минатите години, во текот на јануари месец е зимскиот распуст, 21 јануари започнува второто полугодие. Сега до 20 ноември завршува првото тромесечие, ќе се формираат оценки, до крајот на годината завршува второто тромесечие, а започнува второто полугодие на 21 јануари. Од ВМРО ДПМН алармираат дека се криеле бројките на заразени наставници и директори. Скоро и да не се издавале решенија за самоизолација, а позадината на сето тоа е образовниот процес по секоја цена да изгледал успешен.